Сметам дека многу луѓе немаат чувство, емпатија спрема другите кои што можеби дали е пак на инвалидитетот видлив или не, треба да имаме емпатија, да ги разбираме луѓето, да не покажуваме со прст доколку некој се удри, доколку некој не може да помине улица, доколку некој не може да се качи во автобус или пак да помогнеме доколку видиме, нели, тука оди лево десно, да направиме простор и да бидеме инклузивни. Ретинитис пигментоза е генетско очно заболување кое што е дегенерација на клетките на мрежницата на окото за светлина. Односно, светлината, очите стануваат поосетливи на светлина, каде што почнува да се намалува ноќното гледање, после тоа преминува до тунелско гледање, односно проблем со периферното гледање и проблем со централното гледање. Кај мене диагностицирано е во 2010 година, декември месец, од страна на моите родители е приметено дека нешто не е како што треба и покрај тоа што носев ја очила. Од 6 годишна возраст носам наочари и првите, знаци што беа е тоа што почнав да буткам предмети, да не ги гледам предметите. Или ако ми падне нешто, јас не го воочувам, не го фокусирам. Просто едноставно опипувам. Опипуваш површина, опипуваш доле подот, без разлика каде. Знаев да бидам да земам, а да не приметам дека има некаков предмет, знаев да се удрам во луѓе. Тие беа првите знаци што ми беа, што беа приметени од моите родители. Всушност во 2010 мене ми е откриено дека е ретинитис пигментоза, а претходно јас си носев регуларно очила за гледање, ништо друго. Но најважно од се е да се оди на контрола, доколку се примети било каков знак, особено ретинитис пигментозата знае да се појават првите знаци во детството или во адолесценцијата, така да најважно од се е да се внимава и да се прават рутински контроли, поради тоа што многу брзо прогресира, а многу е тешко да се одржи некакво ниво и да се превземат, работи се додека не дојде премино до доцна. Најтешко ми е кога треба се качам во автобус, да бидам искрена. Поради тоа што повеќе автобусите немаат број. Или се напишани со пенкало, или, многу често знам да си го пропуштам автобусот и да си чекам друг. После, навечер генерално не искачам сама. Да бидам искрена, секогаш имам со мене некого, дали за помош. Јас затоа и го отворив овој профил. За слободно луѓето да пишуваат, да направиме една заедница каде што ќе си споделуваме работи, да си помогнеме, да се поддржуваме себе си, заради тоа што јас многу одамна учествувам во сум дел од една група за РП, каде што се луѓе од цел свет и такви поддршки, такви убави мисли секојдневно се постираат, каде што ти даваат надеж за да одиш напред.